Здравейте, девойки, добре во најагата фамилија во Скопје, а и пошироко. Што се дешава денес? Таму е автобуската, само што се сиднав од автобус и буквално ќе ме згази кола на средина, нема везе. Деде со маска не личим на ништо, ама ај нема везе. Значи, јас во Ранецов на баба ми и носам поклон, така ќе се обидам да фанам нешто, да снимам, да ја израдувам баба, пошто луѓе празници се ближат за 3-4 дена е нова година, а јас решив на баба да ја изненадам со нешто што е во мојот ранец. Така да вие обавезно ставате лайк на видеото, ставате subscribe, нека пукне вака со копчето subscribe. Така да, а може од коливе ништо нема да ме слушате, ама ќе пробам да видам да се надвикнам. Иначе јас денес завршив со онлайн настава, после 1 час, фала Богу брат. Значи, па да, у принцип така ќе му дое. Пошто цело време ми се... Ево до овој автобус се симнав. Значи, буквално секој ден ми искаче као од понеделник до петок да сум на школа, што само петок и сабота ми остануваат као слободни денови, а плюс тоа треба да правам 3 видеа неделно. Тука има малце поголем проблем, значи, имам пракса, имам искачување, треба да се заангажирам за дома, треба да идам да ме шишаш, пошто не да се бричам со апаратчето што ме да коли минат, јас изборам, ама сега ќе фанам вака лево во мојата улица. Добре, не е моја улица, али, ај. Значи, памтете, значи, ево наму, кај што е жутата кола, таму живее баба ми. Така сега, јас ќе пробам да фатам некои сцени како баба ќе се израдува, вали ќе се израдува на поклонот, вали ќе се израдува баба на поклонот, иначе, видите колку баба позадина, тука ќе сликам сега. Така да, вали ќе пробам нешто да фатам од кај баба, пошто мислам дека ќе ми фати нешто до кај 2,5, најкасно 3 може да завршам со арендарирање, пошто во Ранецов ми е поклонот за баба. Исто така, треба да се заангажирам за учење, пошто плюс треба да правам 3 видеа неделно и да им имам матерна го на коливе. Извинете што ќе али ми остануваат само слободните денови петок и сабота, а плюс треба да правам 3 видеа неделно. Сме на пракса у понеделник, треба у вторник да ми заклучат оценка на математика, така да има малце тука по-голем проблем. Има голем проблем, така да доста ломотам, едноставно ќе пробам да го скарам тој проблем. Не си испликав. Ќе пробам да го средам тој термин со учење, пошто треба терминологија, готварство, математика и други предмети. Доста ломотам, така да сега ќе идеме на кај баба, валја би требало да е дома, пошто капијата е отклучена и доста ломотам време да заборам. Така да, иначе тука, ева убава позадина, тука ќе сликам после. Шо ќе сликам бе у моје мало брат, кога се рушевини брат? А и маска не ја понесувам, бе ќе се става на мен. Капијата е отклучена. До мен, значи, јас сега... Добро. Ролетните се спуштени, јас само сега ќе кажам како си, што си ово, ќе фатам филмот позади и после ќе ја изненадам. Значи, сите што ме гледате, сите сме... Дома е, хе-хе. А у срце почва да ми чука бурас. И срце, и мајка е тука. Па и патиките на мајка ми се тука. И не ги брат. Така да, сега ќе пробам да фанам некои сцени, ама нема да ја кажем директива си, не дојде, така да. Ќе се обидам да биде доста културно и аслно видео. Така да ја. Шо правиш Златна? Ево бе Кико, што кафе пие? Кафе пијаме. На здравје. Да затварам врата. Стој. Баба, знаеш што? Може да го запалам и кујското светло, ако не е проблем? Запали го. Вака. Не ќе многу да се фалам, али што се дешава?
Готварство си добив 4, уште се преговара дали ги ми ја заклучат, и 2 географија, така да, пошто празници се ближат, нова година е за 3-4 дена, и јас решив да ти изненадам денеска на тебе со нешто. Така, мајка, Па добро е, убаво е тоа. сега само да се облечем јакна, па ќе ти го дадам подарокот. Па добро бе, добро, убаво. Иначе баба види јакна уште ја носам и уште не ми се скина, еј. Па нема како ми се скинева бе, тие треба си ја чуваш. Знам. Ево го сам идол за вежбање, Кико. А? Да вежбаш, за сила да имаш. Да. Ајде. А. Испи го ти витамините како ги пија за вежбање. Да. Иначе, момци девојки речиња, за време на пандемија, добро е да се конзумира вода, а јас почнав да пием апчиња за вежбање, пошто сакам за 90 дена да стигнам до таа форма. И едноставно, пошто на мама ја прашав веднаш дали да пием протеина, но протеина ќе биде од кога ќе ја добијам таа форма вистинска. Така доста ломотам 6 минути време на баба да го дам поклонот за нова година. Добро. Тато ми се јави. Добро, Кико, ајде тај Што ти вика? Па ништо, кај се мали да дојди дома, и ја му викам ќе чекај, јас ќе го дадам. Ајде. Баба, ова, пошто празници се ближат, јас сум добар твој внук, е сега вака. Добро. Нели ти обично за бандник или Боџи ги правиш пита? Ако може. Обично, за порано зборам. Обично, ма сега више. Да. Сега више баба не може ништо, бабичка. Па за не се мачиш да идеш до камне, таму ми е теговите. Дека прават. Знам, тука ми се теговите за вежбање. Те порачаме од ондека ќе ни направат една. Не бе, не се мачи. Па што? Маја ќе направи. Да, така да, баба, ќе го преземеш малце телефонот. Така држи го, баши? Држи го така. Добро. А јас да ти го дам поклонот, пошто јас решив да бидам хуман и да развијам хуманост, а не агресија, така да. Да. Ова мене, дај ми го да сега телефонот. Нати го. Значи, од мене за тебе, јас ти подарувам брашно голема кутија. Изволте. Добро, фала. Земи ја цела. Врзана е со конец, не е од пакона, да знаеш. Добро. Пишува 5 кг, да не се сигираш. Не, добро. Добро. Ете, ја изненадавме, задоволна си од поклонот? Задоволна сум, како не? Таа ќе има за нова година мекици и пита. Така е, Кико. Сега работата на видео, знаеш што? Ситниците не прават среќни. Толку. Да. Така се вика видеото. Па така ќе се викат. Така. Ставате лайк, ставате subscribe, а ние се гледаме во наредно видео утре. А до следно видео. Пис, брандачи, генг. Така, Добро. Кико.